Представување и презентација на начин на подготовка на традиционални јадења од различни националности и религии кои живеат во Тетовско. Со вакви активности беше одржана првата мултиетничка вешта жена, организирана од Сдруженијето Вешта жена од Тетово. Беа презентирани македонската, турската, албанската, православната и божикната трпеза. Секоја маса беше подготвена од екипа од десетина вешти жени кои покажаа соодветно обележје. На овој начин, според организаторот на манифестацијата, се зачувуваат традиционалните рецепти, а воедно истите се пренесуваат на идните генерации. Во секоја православна куќа се прославува нека слава, односно тоа е свететот кој што го заштитува семејството. Основното на славата е пченицата, свеќата и славското лепче. Нормално доаѓа свештено пице и ја свети водицата, со таа светена вода се замесува колачот и на самиот колач има символи на православието, како што се грозјето, светата книга, рибата и така натаму, исто така и пченицата. Тоа се основните работи кои што за секоја слава се припрема. Колачите и неколку постни погачи кои што претежно за секоја постна слава се припремаат. Организиравме една маса, ова е таа маса што е богата како што гледате, иначе треба да се каже дека е рамазанска софра. Не знам дали знаете, но за време на рамазанскиот пост, тој е од нашата вероисповест, муслиманската вероисповест, еднаш годично, мислам еден месец се пост. Специјално во Тетово, нема во другите градови. Специјално во Тетово, секој Рамазан и секоја вечер се јаде ова софра. Нема, не се мени. Специјално се прави пачата, се прави џофтето, сармите, тука се што гледате. За разлика од тоа што малце и добиваме и во килажа. Иако постима, ама од ваква софра не можеме да избегаме. Како што гледате? Манифестацијата исто така има за цел да придонесе да се зближат жените од различни религии и националности, преку запознавање со начинот на подготовка на јадењата, подготвени од жените македонки, турчинки, албанки и ромки. Со сигурност дека сите овие маси носат една порака позитивна. Храната не е само да го наполниш стомакот. Храната е да ја создадеш, а тоа може жените најдобро да ја создадат на еден ваков начин, а преку храната ја создаваме и љубовта меѓу жените. Освен запознавањето со различни култури и религии, манифестацијата мултиетничка вешта жена придонесува за еманципација на одредена група на жени, кои излегувајќи од својот дом и учествувајќи во ваквите активности, представуваат пример за мултикултурализмот во нашиот регион. Ние како организација од турската жена, заедно со другите организации имаме една федерација. Први почнавме со еманципација на турските жени, бидејќи во основа јас сум меѓу најмладите од тие членови. Тие членови се малце постари. Може би не се школовани сите, ама сите се жени кои придонесуваат дома. Или се шнајдерки, или се куварки, или се... Воглавном се мајки. Тие придонесуваат повеќе за својата фамилија. Иако во нашиот балкански систем се знае тоа дека главата на фамилијата секогаш вика дека е машкото, ама вратот е жената. Оваа манифестација, како и многуте други кои ги организираат вештите жени, имаше хуманитарен карактер. Приготвените јадења на 5 трпези преку лицитација се продаваа на присутните. Собраните пари ќе бидат наменети за луѓето со посебни потреби. Денешните средства што ќе се соберат ќе бидат посветени на дечињата со посебни потреби кои што во петок во 11 часот ќе бидат овде, ќе им направиме мала забава, а тоа е во организација на Сдруженијето на жени од трудовите инвалиди и таа беше нивна иницијатива, ние ја поддржавме, а реализацијата е на сите нас. Во текот на целата манифестација гостите ги забавуваше групата Маестро Бенд со македонски, албански и турски песни, со што со музиката придонесува за мултикултурниот карактер на манифестацијата.